со множество гласови 3 за и 1 воздржан, ја прифати предлог одлуката за согласност на годишниот план за вработување на јавното предпријатие ИСАР Штип. Со разгледување на вкупно 21 точка, штипските советници од овој состав се простија од собраниската сала, одржувајќи ја последната седница во својот мандат. Дури и за крај, советниците од мнозинството и опозицијата повторно не беа единствени во ставовите околу тоа, како Советот работеше во изминативе 4 години. Овој 4-годишен мандат би го оценил како конструктивен и добар за сите граѓани на општина Штип. Воедно ми беше чест и огромно задоволство што бев 4 години советник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, каде што се решава крупни капитални проекти. Значи можам да очекувам од страна на политиката дека, не само да очекувам, него да кажам дека власта не ги почитуваше ставовите на ВДПМН и владееше на нивен начин, авторитистички и абсолютистички. Се надевам дека новата власт после овие избори ќе постапува на обратен начин, ќе се почитуваат и позицијата и опозицијата. Сепак, како работата на Советот со кој раководеше 3 години, ја оценуваше некогашниот негов председател Јане Миланов. Од ова временска дистанца можам само да им се заблагодарам на сите советници за оно што го сработи сите заеднички и сосема легитимно да запрашаме дали можеше да биде подобро, дали можеше повеќе. Да, веројатно може, меѓутоа еве во генерално мислам дека добро ја завршиме, коректно да завршиме нашата работа. Овој советнички состав, 6ти поред, зад себе остави одржани 52 седници, донесени над 1200 одлуки и жестоки и долги дискусии.